Јас сум Курт Кобейн. Моментално сум Курт Кобейн. Јас сум златниот со ружјата. Надвор си нема правила. Сум имал ситуација кај што доаѓале луѓе кај што имало некои провокации, дури онака кај што морало обезбедување да дојде. Мислам, едноставно изложен си на се што носи улицата, на се што носи градот и од таа страна е многу предизвикувачки, но уште попредизвикувачки кога ти ќе останеш смирен без разлика на навреди, на провокации, на чепкање, на пипкање, физички. Некогаш сум пробувал дури кога стојам да си ја замислувам приказната и животниот пат на ликот што го играм. Како он дошол во оваа ситуација да застане сега тука на ова место у одредена положба. И сето тоа некако тоа се некои умствени игри што те оттргаат од сите пречки, од сите несакани или сакани ситуации што не ги приредува публиката. Пред да почнеш треба малку да се загреш, пошто телото сепак ќе биде стационирано во една позиција и добро е да го размрдаш малку, крвта да тече низ цело тело. Мораш да си го познаваш добро телото за да во било која поза и да застанеш, да знаеш кои мускули да ја активираш повеќе, на кои да намалиш, односно да ги одмараш и буквално да си ја најдеш позицијата што тебе највеќе ти одговара. Нормално ти имаш простор и да мрднеш, кога ќе се осетиш, зависи како телото ти кажува, како ќе се почувствуваш. Но предизвикот е што повеќе можеш да издржиш стабилен во една позиција и да ги примиш пред се, да кажам, оние предизвикувачки вицови, штипкања, пипкања од публиката, провокации да не речем. Јас на почеток мислев дека многу лесно. И дури си замислав некои луди форми во кои што можеш да стоиш. Му предложив на Војо, викам јас кога ќе дојам таму кај вас, ќе стојам на една нога. Ќе стојам сат, два, и на една нога. Можам. И кога застанав, се најдов во една тешка позиција, вака држав еден предмет, рамото ќе ми откажеше. Сакам да кажам дека е доста и физички предизвикувачки. Конкретно како оваа статуа, како Курт Кобейн, пошто имам цигара во уста и кога бевме на плоштација, многу често доаѓаат и се упалјач ми ја пала цигарата. Неминовно е да има несакани ситуации, не се сите навикнати, не се сите научени на оваа уметност и за жал не се среќаваат пречесто со нејзе. Јас стварно не би сакал да зборувам за несаканите ситуации. Најдрагите ситуации што ми се имаат мене случајно е кога ќе видиш како родители ги едуцираат своите деца што представува тоа што ние го работиме. Значи, во тој момент буквално онака ми доаѓа да се оттргнам од актот и да ги гушнам и да им кажам браво. Пошто сме се среќавале за жал и со ситуации каде што родители ги терале своите деца, иди закачни го, иди скокотни го, иди удри го, клоцни го, но некако со тек на време стануваш имун на тие работи и повеќе се фокусираш на убавите моменти. Јас се повикав на идејата која што ја имаат сите фестивали за уличен театар надвор, што ги одиме ги посетуваме, а тоа е дека 80% од артистите се домашни артисти, а 20% се странци. И тоа го прави фестивалот меѓународен. И јас заклучив дека ние во моментот немаме ваков профил на артисти во Македонија и одлучивме дека од таа 2020 па наваму ќе градиме наша продукција со наши артисти, за да ја изградиме доволно, да има доволен број на артисти.
лани ми засмета многу сообраќајни несреќи, несреќи на пешачки премини, ми пречат тротинетите што возат како да не знам ова, ми пречат пешаци кои што не почитуваат правила, па ја дававме темата голема брзина на стоење. Оваа година темата беше broken relationship, прекинати врски. Тоа е инспирација од Загреб. Сите негде брзаме нешто да направиме, всушност никој нигде не брза. Сите ќе стигнеме Скопје, толку мал град што можеш 25 работи да направиш во него денеска и да ти остане време и за кафе.